Дипломираше сликарство 1995 година на Факултетот за ликовни уметности во Скопје во класата на Танас Луловски. Од тогаш до денес е активна на нашата, особено на регионалната сцена, а има пројави и на меѓународната преку учества во групни изложби реализирани во Словенија и во Соединетите Американски држави. За нејзиното творештво до неодамна се велеше дека на символичен начин го доvolvува урбаниот простор и местото на поединецот во него, а со најновата изложба насловена Ултрамарин, поставена во културно-информативниот центар, се представува минималистички, значи посведено, а за тема го избира небесниот свод. Почитувани гледачи, во ова издание на Култ култура ни гостува уметницата Јана Куновска. Јана, добар ден, добре дојдовте во Култ култура на телевизија Телма. Се среќаваме по повод вашата изложба Ултрамарин. Како настана овие дела кои ги работевте цела мината година, имајќи предвид дека пристапот е поинако во однос на тоа како претходно сте се изразувале творечки? Бевте препознатливи по тие урбани простори во кои е представен претежно преку фигури современиот човек, значи му давате место во современиот контекст, а со оваа изложба всушност се представувате по-минималистички, сликате посведено, а за тема ја избирате небесната шир. Значи еден мир, потреба за тишина, потреба за нешто што само птиците може да ни го кажат и никогаш нема да го дадат дефинитивниот одговор, односно потреба на воздух, потреба на слобода, широчина. И тоа не е само широчина која е надворешна, него како еден длабок слободен мир внатрешен. И овој период мене ми беше доста интересен, каде што визуелниот систем го доведувам до едно ниво кое е многу по-мало него претходните слики, каде што урбаното се гледа, како што кажавте вие, и како што се гледаат човечки фигури, односно ликови карактери, кои исто така имаат една близина. Во суштина, во минатото тие визуелни фигури се фактички исто еден момент на тишина, кои нешто сакаат да пренесат во еден мир со нивниот поглед и карактер, и ја пренесуваат енергијата што е впечаток пред нив. А овдека тие се суптилно прикажани, значи се малце дистанцирани, не се внатре во сликата, но се присутни апсолутно. Како ја објаснувате потребата за потрага по слободата, представена преку летот на птиците? Птиците конкретно се таа внатрешна слобода ние во себе што ја носиме. Значи кога ќе се доживееме како птица или како еден момент на широко пространство. Значи, слободата тука ја гледам внатрешно длабоко во човекот, воопшто не ја гледам како позиција на надворешен пейзаж, него како позиција на еден внатрешен пейзаж, каде што слободата е широк поем. Значи, сите ние, значи гледачите, кога ќе дојдат, секој на свој начин се ја перцепира слободата. Птиците се тие што ја пренесуваат на некој начин и секој интимно и длабоко во еден момент сам се ја доживува. Воопшто не е пренесена преку моите чувства, него преку чувствата на гледачот. Што ве прави вас неслободна, па
Тргате по слободата преку творештвото или се чувствувате комотна и сметате дека слободата е само внатрешно чувство? Моето тежнение на постоење да имам внатрешен мир и да имам внатрешна слобода, да. Значи, апсолутно. А ова го презентирам за да доловам дека и самите гледачи можат да го доживеат истото. Во каталогот за изложбата поместивте диалог меѓу две птици, кој самата го напишавте, со што во наративна смисла тоа е едно дополнување за самиот концепт на изложбата, а во тој диалог едната на другата птица и вели: молкот одамна исчезна, ова што се слуша од него е духот. Па за каков молк станува збор, или тоа е молкот за суштините пред кои овој свет не е секогаш подготвен да зборува? Значи, во светот во кој што живееме многу се зборува, ништо не се кажува. Ја така би го нарекла тоа. И баш онаа обврска што ја имаме сите ние во себе за радост, за тага, за одговорност према луѓето која треба да ја пренесеме налево или надесно, ја премолчуваме. Најбитните фактори се премолчуваат и самото премолчување не доведува во ситуација на осаменост. Значи, една сиромашна духовност, така сакам да го наречам. Литературата и поезијата ги поврзувате од порано. Во 2018 година за вашата изложба "Не биди груб кон стварноста", вие насловот на изложбата го позајмивте од насловот на песна од нашиот современ поет Јовица Ивановски. Па како ја објаснувате таа потреба од спојување на два различни медиуми? Два различни јазика, иста приказка. Значи, за мене поезијата и ликовното се два различни јазика кои раскажуваат една иста приказка. Само формата е различна. Значи, еден стих може да создаде нова боја. Мене Јовица ми е инспиративен. Значи, он го има оној урбан момент што мене ми е многу значаен. Ја го во таа изложба буквално го имам тој урбан момент и за мене, бидејќи зборевме нели за постмодерната, јас воопшто не би ја ставила постмодерната како тема тука, туку би кажала дека е тоа апсолутно природен тек. Како автор сте застапени преку вашите расположенија и емоции во приказот на самите неба, односно преку тие нијанси на ултрамарин и преку вибрациите доловени преку потезите на четката во ултрамарин боја. Не е надворешен пейзаж небото, него е внатрешен пейзаж. Ултрамаринот е енергетска боја, таа дава мир и голема енергија, огромна. Натрешен пейзаж каде што исто гледачот ќе си го доживее неговиот натрешен пейзаж. Еве го, не времето ни се вклопи со ултрамарин. Неверојатно убава боја. Магична и моќна. Сите дела се реализирани во техниката масло на платно. Неретко ја употребувате оваа техника. Зошто ја користите, Јана, толку често? Што ви овозможува? Маслото само по себе е транспарентно. Денеска во денешниот свет, овие што работат Фотошоп може да го кажат транспарентни леари, но во нашиот случај, он ја дава магијата на третата димензија сосема другачие него другите технологии. Затоа маслото за мене е магично. Не би сакала да го променам никогаш. Живеете од продолжба на вашите дела. Во Македонија нема стандардизиран пазар за продажба на уметнички дела, па колку ви е тешко или лесно на тој начин да обстојувате? Уметноста стана
по мене еден од најтешките работи. Значи, да се одлучиш да бидеш уметник е да стварно веруваш во тоа и да знаеш дека можда некогаш ќе имаш многу, а некогаш ќе немаш ништо да јадеш. Тоа е ризикот на уметноста, нема континуитет и во принцип уметноста стварно успева во побогати земји, но греота е да се изостане уметноста овде кај нас, затоа што фактичката ситуација во моментов е така. Ке се промени, ке биде подобро. Не е лесно, воопшто не е лесно. И денеска стварно луѓе има. Значи има луѓе кои се моќни, има луѓе кои се заинтересирани, има луѓе што сакаат да купат. Дали нешто од сликарската пракса на вашиот почитуван татко, нашиот истакнат сликар надреалист Спасе Куновски, применувате денес во вашата сликарска пракса? Мене ми е многу жал што ја не го запознав како што треба. Сте имале 9 години кога почина? Имам 9 години кога почина татко ми, го гледав од жабја перспектива. Татко ми беше висок човек и јас го гледав вака. Иначе сум обкружена со неговата уметност. За мене било нормалното да има многу слики дома, се да е во боја. И за мене било стварно нормално да уживам во колоритите на татко ми. И било као некој значи тука потекнува мојот природен процес према уметност. Немам конверзација со татко ми за големата уметност, за жал, но еве се сеќавам јас ко дете, ќе отидам на гости кај некоја другарка и они немаат слики дома и мене тоа ми било чудно. Ја викам, зашто немате слики? Па зашто да имаме? Па добро. Затоа што ја некако во тој период како дете мислев дека е нормален тек секој дома да си има толку многу слики под зидовите. Затоа што динамиката на куќата е сосема другачи. Така да тоа е тоа што ми остана од него, тие негови слики, тие негови бои, тој космички свет што он исто така го пренесува. И на крај да им кажеме на гледачите до кога ќе може да ја видат изложбата. Изложбата трае до 8 јули 2026 година. Ќе ми биде драго да ја видите, кој да сака да дојде да ја посети, да се поистовети со небото и со птиците. Птиците имаат и содржат малце кобалт, една друга моќ на плавата боја. И еве уште нешто да ви докажам, затоа што од другата страна имаме контрапун на две фигури, една е мачка, една е жена. Само кај мачката се појавува тло, значи нигде нема тло, само кај мачката има еден воздушен диамант кој можеме да го наричаме како момент тло, кој е асоциација на ова денешно 21 век постоење. Јана, јас ви благодарам за разговорот. Фала ви многу и сите сте поканети. Тоа беше, почитувани гледачи, Јана Куновска во Култ култура. Секогаш кога се чувствувате тажно или имате тежина, погледнете кон небото. Тоа чувство секако ослободува, а може ќе ги препознаете и сликите на Јана Куновска. Емисијата заврши, имајте пријатен ден со нашата програма.